една кинеска поговорака вели: ако на човекот му дадеш риба, ќе го заситиш за денес. Ако на човекот му дадеш знаење како да ја лови рибата, ќе го заситиш за цел живот. Така програмата за образование на ромите ги учи ромите како да ја ловат рибата. Ги учи како да инвестираат во своето образование и во развојот на својата кариера. Ги учи како да се интегрираат во општеството. Можам да кажам дека сум првата личност од семејството која што се има запишано на факултет. Сега, двата предизвици со кои што се соочив беше да ја прекинам таа традиција која што владее во моето семејство, женските да бидат дома, да не продолжуваат со своето образование, да не имаат свои цели кариера, и од друга страна, дали можам јас сама да си дозволам или пак со помош на моите родители да го покријам финансискиот дел кој што е составен од секој академски живот. Сметам дека ние сме таа генерација која што сме носители на промените во заедницата и како идни образовани родители ќе бидеме поддршка за нашите деца и тие со така да го завршат високото образование, со тоа ќе порасте стапката да образовани роми и ќе се смени целосната слика на ромите. Највеќе родителите имат поинакви размислувања, меѓутоа доаѓавме до една сосема друга размисла. Децата во поголема слобода размислуваат за понатаму, промена на својот начин на живење, спротивно тој наш традиционален. Бев скептичен, мора да ви кажам, многу време, меѓутоа постигнатите успеси во средно училиште, на факултетот даваше други правци, така да бев во позадина и се гордев со тоа. Менторската помош, која што ја користев како средношколец, ми помагаше да ги совладам оние предмети со кои што се соочував со потешки наставни содржини. Подоцна, како студент веќе кога станав на економскиот факултет по завршувањето на средното образование, можев да ги користам сите услуги кои што ми ги нудеше програмата преку Ромаверзитас. Привилегија ми е денес да говорам за поддршката на проект кој што ме стимулираше да го завршам основното и средното образование и да се запишам во високо образование. Покрај тоа што ми овозможи, односно ми даде поддршка за да се запишам на правен факултет, исто така ми даде една огромна мотивација за да го остварам мојот сон и целта во животот, односно да се стекнам со титулар на дипломиран правник. Благодарејќи на поддршката што ја добиваа преку проектот за образование на роми, стипендијата, менторската помош и дополнителната академска поддршка, двојно се зголеми стапката на завршени средношколци и студенти роми на национално ниво. Сите свидетелства од нашите директни корисници, преку 2500, и сите овие дипломи од средношколците и од студентите се всушност нашето наследство, наследството на нашиот проект и капиталот кој што го ставаме зад нас. Тоа што програмата за образование на ромите пред 10 години го почна како проект, денес е јавна и одржлива политика на Министерството за образование и наука, насочена кон поддршка на средното образование на ромската заедница во Македонија. Бројните активности на овој проект, како што беа курсевите по странски јазици, курсевите по компјутерски вештини, работилниците, успеа да се надоградам, односно придонесоа да се надоградам како личност со висока мотивација и интелектуален интегритет. Многу важен придонес на програмата, лично сметам дека е тоа што помогна на многу млади роми да добијат можност да се школуваат, да преку активностите на програмата се запознаваат меѓу себе, се стекнуваат со нови искуства и знаења и секако развиваат вештини кои што во тој период најмногу им користеа во вршењето на нивните секојдневни активности како студенти, а денес на поголемиот дел од нив и во вршењето на нивните професионални обврски во рамки на областите во кои што делуваат. Стипендијата беше неопходниот и престојниот момент каде што
кој што ме натера да станам некој нешто или поскромно кажано да се претендирам да станам некој нешто во живот. Оваа програма и како ни помогна да бидеме успешни студенти. Сите тие обуки понатаму, јас сум сега студент на пример на магистерски студии, значи сите тие знаења како предзнаења нели помагаат и во понатамошното наше учење. Јас имам дипломирано во 2007 година со самото добивање на мојата стипендија. Оваа програма мене највеќе ме мотивираше да конкурирам за постдипломски студии преку Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта и да се запишам на постдипломски. Промената која што започна кај мене беше моментот кога прочитав дека сум примена во државната квота на филозофскиот факултет. И ако во 2010-та бев девојка која што не знаеше во што влегува, и ако во 2010-та бев девојката која што немаше особени цели во нејзиниот живот, сега можам да кажам дека сум апсолвент на филозофскиот факултет, а со тоа и девојка која што си има свои цели и знае кај се гледа во иднина. Постигнав да завршам високо образование, медицински факултет со среден просек на оценки над 9, да бидам избран за представник во Советодавниот одбор на Рома Верзитас и да бидам иницијатор за формирање на клуб на млади во општина Шуторизари. Ја не мислам, туку тврдам дека резултатите беа повеќе од очекуваното, што значи дека ете го и тој плод, ете го и тој резултат од нешто што се вика стипендија, од нешто што се вика инвестиција во нас, која што ние како корисници не само што треба да чувствуваме морална поддршка, туку мораме да бидеме, да ја наречам промената што сакаме да ја видиме. И кога веќе зборуваме цело време за промени, знаете, промената не е нешто како што се чека на автобус, како што се чека за автобус или такси на улица. Ако чекаме, никогаш нема ни да дојде. Кога би сакале да го оцениме проектот дали е добар, треба само да земеме листа од студентите, дипломираните и вработените роми во институциите. Тука може да видиме дека сите тие што се студенти, што добиле стипендии, сега се представници на државни јавни институции во Македонија и пошироко. Работам во Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка одработен однос во втор степен. Тоа е на некој начин државна администрација. Вработена сум во Државниот архив на Република Македонија како помлад соработник советник, со тоа ја носам благодарноста кон програмата кој што ми помогна да направам еден сериозен чекор напред во мојот живот и во блиски иднина се гледам како магистер токму во оваа област, во архивистиката. Некој што доаѓа од Шутка и некој што има пораснато без родители, се работи во меѓународна организација за ромски права, која што е лидер и една од покомпетентните организации за ромското прашање и ромската ситуација генерално. Инаку таму работам као приправник формално, неформално сум една од говорните личности за ромската проблематика генерално во нашата држава. Како доктор по општа медицина, имам планови во иднина да се стекнам со постдипломски студии по јавно здравје, па да завршам докторски студии по јавно здравје. Со сето тоа да имам можност да ја следам и да ја евалуирам и да ја анализирам здравствената состојба на населението во Република Македонија, ставајќи акцент на ромската заедница, а со сето тоа да ми се дадат можности да се подобри здравствената состојба на ромите, да се подобрат и да се унапредат здравствените стандарди, да се продолжи животниот век и со сето тоа да се спречат болестите. Не треба да застанеме во сегашноста или да се враќаме на минатото, значи оние фрапантни бројки кои што беа според истражувањата од образованието. Туку треба да гледаме во завидното ниво на денешните податоци и треба да ги стимулираме останатите генерации да продолжат во своја едукација, бидејќи знаете дека образованието е смислата за модерното човештво.